Почитувани, огромна тага и празнина е во душата, што наместо ние младите да се собираме по конференции, надпревари, борби за знаење, нашето време го трошиме протестирајќи против погрешните политики на власта. Но нема како и нема поинаку. Ние ќе го правиме ова за генерациите после нас да не мораат да го прават. 4150 мртви е бројка која покажува највисока смртност во светот. За жал, се повеќе млади починуваат од COVID-19. Најмладиот починат имаше само 19 години, пред тоа 22, пред тоа 24, пред тоа 29. Веќе пандемијата не е опасна само за возрастните лица и ризичните групи на граѓани. Нефункционалноста на здравствениот систем, коруптивноста, незаинтересираноста и непосветеноста на властите не донесоа до ниво секојдневно да ни умираат по 50 на наши сограѓани. Ние веќе одамна го поминавме италијанското сценарио во смртност на граѓани на популација од 1 милион жители. А што прави власта? Што прави Венко Филипче? Прави се, само не тоа што треба. Тажна држава, тажен народ. Луксузот на Филипче и Заев да се возат со хеликоптери е поважен од животот на еден човек, кој Љупчо Путерот го нарече само овчар и ништо повеќе. Жално, тажно и срамно. И го слушам вчера Венко Филипче на телевизија, луд и ироничен кон унијата на млади сили. Вели во Британија се цртале црвени графити срциња во знак на почит на починатите од корона, а тука ние сме цртале црни и сме ја користеле ситуацијата за политички поени. Епа, господине министар, на самиот крај, ние од унијата на млади сили имаме да ви порачаме неколку работи. Велика Британија од близу 60 милиони популација со една вакцина има вакцинирано над 30 милиони народ и продолжува со силен интензитет. Затоа таму се црвени срцињата, затоа што државата прави се што може за своите граѓани. А тука, наместо да вакцинирате народ, се возите со хеликоптери и мотори, додека одите по луксузни одмори како власт, додека шверцувате дроги и делите идентитети и пасоши на наркобосови, луѓе овде секојдневно умираат, затоа што се оставени сами на себе. Затоа кај нас срцињата се црни. Рековте ќе ги вратите иселените млади, кои патем изминатите 3 години се оцелуваат како во изминатите 30. Како ги вративте? Делејќи пасош идентитети? Така надокнадивте? Затоа вие, министре, треба да се засрамите. Нормално, ако воопшто имате срам. Да имавте срам, немаше да го правите сето ова. И најмалку што ќе направевте е ќе се извиневте и ќе си поднесевте оставка. Оставка! 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 Затоа, на самиот крај, вчера срцињата беа црни, денеска лентите ќе бидат црни. Благодарам.